Добре дојдовте во 27-та епизода од сезона 2 Развојна академија. Зборуваме за умот на системите или морфогенетските полиња. Системските семени и метаконстелации се методолошки прецизен и длабоко трансформативен пристап кој работи со системите, семени системи, организацијски системи, културни системи, па дури и спиритуални системи. Она што го прави уникатен е што не работи само со свесното. Работи со она кое е некажано или неискажаното, неочекуваното, скриеното, но моќно присуство. Работи со полето. Ова поле, според биологот и истражувач, доктор на науки Роберт Шелдрейк, се нарекува морфогенетско поле. Што е морфогенетско поле, се прашувате? Морфогенетското поле е информацијско поле што ја носи меморијата на формите, меморијата на образците, на искуствата на еден систем, без разлика дали тој е човек, семејство, растение, народ, нација или организација. Според Шелдрейк, кој воедно и биолог и автор на кој е најпознат по својата хипотеза за морфолошката резонанца, секој систем, секое семејство, секој вид на планетата Земја, па дури и секој колектив, развива свое поле на информации. Ова поле ја содржи искуствената меморија на минатите генерации. Полето има својство на мезморично пренесување, што значи дека одредени модели, одредени образци, одредени емоции, па дури и судбини, може да се повторуваат кај следните генерации, се додека не бидат препознаени и трансформирани. Ова не е езотерика. Ова е научна хипотеза која добива се поголема валидност преку квантната физика, преку епигенетиката и преку системската теорија. Како функционира ова во констелациите? Кога работиме на системска констелација, го активираме полето на системот, ги поставуваме односите и членовите на системот во просторна репрезентација со луѓе или со предмети, во присуство на соодветен обучен фасилитатор, полето започнува да зборува, телата чувствуваат, позициите откриваат динамики, а она кое било скриено се појавува. Ова е единствена и уникатна можност интуитивно да се преведе колективното несвесно на еден систем во видливо, во разбирливо и фасилитирано за трансформација. И тука доаѓа магијата на нашата работа. Затоа што не е магија, туку препознавање на вистината. И тоа вистина која ослободува. Истражувањата во епигенетиката потврдуваат дека траумите и стресовите од претходни генерации се пренесуваат преку хемиски промени во ДНК-то. Тоа значи дека некој може да носи болка, може да носи страв или вина кои не се негови. Констелациите се една од ретките алатки кои овозможува да се постави нов ред со почит, со љубов и со слобода пред се. Системските констелации, кога се фасилитирани со внимание, со знаење, интегритет, представуваат директна врата до длабока вистина, до она што се знае, но за кое не се зборува, до она што се чувствува, но не се објаснува. Полето знае, а нашата работа е само да создадеме безбедна и свесна просторија за таа вистина, да се прикаже, да се види, да се прифати и да се почне патот на ослободување. Во следната епизода ќе навлеземе и поконкретно. Ќе зборуваме за конкретни примери, типови
и етички принципи и зошто оваа алатка е толку моќна, но не е за играчка. Ви благодарам што бевте дел и од оваа епизода. Знаете, се создадено овде е со океанска љубов за највисоко добро, за секоја една да може да ги живее и своите најлуди соништа. Намасте.